каде што владее слободата на изразувањето, нема место за говор на омраза и обратно. Каде што има омразата, тешко да се зборува за демократија. Која е линијата која ги разграничува овие две работи? Дали санкцијата на говорот на омразата значи ускратување на правото на слободата на изразувањето? Кој, каде и зошто го користи говорот на омразата? Ова се само дел од прашањата на кои ќе се обидеме да одговориме во рамките на проектот Безомразно на Македонскиот институт за медиуми, а поддржан од амбасадата на Обединетото кралство. Ова е првата дебата од серијата телевизиски дебати, чија цел е да помогнеме да се ослободи јавната комуникација од омразата. Ова прва дебата гости се Игор Бицевски, професор на факултетот за новинарство. Тоа е висока школа. Висока школа за новинарство. Војо Становски од Хелсиншкиот комитет, Замир Мехмети е член на Советот за радиодифузија и Филип Медарски, адвокат кој има искуство во областа на човековите права и слободата на изразувањето. Игор, да почнам со тебе. Како може да го дефинираме говорот на омразата? Кој е начинот да го препознаеме? Вака, може да го гледаме од неговата емотивна позиција, значи изливот на емоции кој што е насочен кон кон различни типови на групи. Меѓутоа, она што јас мислам дека е од аналитички аспект многу битно да се види и што ни овозможува анализа на говорот на омраза е неговата функција. Не како се манифестира, него што тој прави во општеството. Она што јас мислам дека треба да го прифатиме тука како тема на дебата е тоа дека во Македонија спецификата на говорот на омраза во Македонија е дека тој е системски дефиниран, односно стратегиски поставен на начин на кој што шири говори, односно дискурси на дисциплинизација, дисциплинирање на различните. Кога зборите систематски, тоа значи дека оркестриран подсистематски, да. Се случува да е, предпоставувам, и дел од подсвестна. Апсолутно, значи да беше толку едноставно да можеме да потврдиме дека е насочен од озгора кон долу, тогаш ќе беше премногу лесно за да го анализираме. Меѓутоа, проблемот е што оние кои што го употребуваат го интернализираат, го повнатрешнуваат говорот на омраза и потоа тој станува се пронижувачки. Причината зошто го гледам говорот на омраза како тип на дисциплинизација на различните групи, односно индивидуалците кои што им припаѓаат на различните групи, го гледам точно во позицијата која што во сегашното општество го има градењето на нацијата. Нацијата подразбира унифицирање на дискурсите за неа, унифицирање на дискурсот, на наративот за тоа што значи, например, да си македонец, што значи да си албанец и така натаму. И токму заради тоа можеме да видиме различни типови на говори на омраза насочени кон различни типови на групи, меѓутоа сите тие говори имаат една функција, унификација на хетерогеноста. Етнонационализмот посебно не трпи дивергентни ставови внатре, не трпи хетерогености, тој мора да ги унифицира позади една единствена приказка. Сплотување на колективот. Апсолутно. И настанува проблем во оној момент во кој што, како што е во случајот со Македонија, се узурпираат правата на индивидуалците, користејќи со аргументи кои што се надвор од она што би го не знам што би го дефинирале како либерален начин на однесување. Војслав Стојановски, Хелсиншкиот, како член на Хелсиншкиот комитет, го следите, го мониторирате делумно она што се случува во сферата на јавната комуникација и таа употреба или злоупотреба на говорот на омразата. Кои се вашите констатации, каква е вашата анализа, во која мера говорот на омразата ја има, да речеме, ја држи во заложниство културата на јавната комуникација? Нашата анализа преди се однесува на тоа колку во Македонија постојат законски одредби од посебни закони кои нас граѓаните и целото општество не штитат од говорот на омраза како негативен феномен во општеството. Во јавноста понекогаш се мисли дека во Македонија се уште нема одредби, се уште нема закони кои целосно би не заштитиле, што е делумно точно, што значи дека ние сепак имаме во одредени области одредби законски кои не штитат од овој феномен. И тоа имаме и кривични, и прекршочни, и дисциплински одредби. Што се однесува до кривичните одредби, имаме 5 сега за сега, кои се многу малку практикувани,
или во последниве 10 години во не повеќе од 15 случаи, се работи за кривичното дело излагање на подбив на македонскиот народ и припадниците на заедниците како прво дело. Потоа имаме предизвикување на национална и верска омраза и нетрпеливост. За првото дело, излагање на подбив, порано беше предвидена затворска казна до 3 години. Меѓутоа, со декриминализацијата на навредата и клеветата, и ова кривично дело повеќе не се казнува со затворска казна, туку само со парична казна. Меѓутоа, предизвикувањето на националната и верската омраза може да се случи на многу начини, меѓу кои еден и преку говор на омраза. Тука се повисоки казните, односно од 1 до 5 години за оној што предизвикува, или доколку тоа го прави службено лице, политички функционер, припадник. Тоа ќе анализираме законите, ми веројатно ќе треба многу време за тоа. Каква е, дали прашањето моје беше дали културата на комуникација, на јавната комуникација е оптеретена со говор на омраза од она што располагате како сознание од анализите кои ги правите? Не само што е оптеретена, туку е преоптеретена и крајно време е да се преземе нешто. Ние како Хелсиншки комитет го наблюдуваме од правен аспект и сме во тек на изготовка на анализа каде се, во кои се закони или дали може би треба во еден закон кој ќе биде лекс специјалис да се внесат овие одредби кои ќе го штитат општеството. Завидно Квети како член на Советот за радиодифузија, еден од вашите мандати е меѓу другото и да санкционирате или да спречите употреба на говор на омраза кога станува збор за радиодифузерите, кои се на некој начин под ваша надлежност. Колку институциите, еве конкретно и вашата, се во можност да се справат со овој проблем? Колку се во можност, тоа е една посебна тема која треба да седнеме и да разговараме, а како Советот настапува кон говорот на омраза, тоа е исто така друга тема, но јас ќе го кажам следното. Значи, Советот за радиодифузија, како што знаете, е тело кое треба да ги регулира медиумите во Македонија и кое ги регулира медиумите во Македонија. Тоа кога велам медиумите, мислам пред се на телевизиите и на радијата, пошто тоа се радиодифузерите. Според законот, постојниот закон, ние имаме, значи, одредби, имаме казнени мерки, имаме начин на кој треба да се санкционира, но кај нас, значи, одлуките се носат со мнозинство на гласање. Има ли јасен критериум? Да, тоа сакам да го кажам. Кој може да се определи овде да се работи за говор на омраза? Пред се, говорот на омраза дали има или не го отвртуваат службите кои работат во Советот за радиодифузија, а потоа, откако ќе ни дадат извештај нас, ние седнуваме, анализираме и со гласање се носи одлуката дали имало говор на омраза или не. Јас отворено ќе кажам дека во Македонија има говор на омраза и говорот на омраза доаѓа од па да речам едни исти луѓе кои промовираат цело време говор на омраза. За мене пред се говор на омраза е поттикнување или повикување нетрпеливост кон други етникуми, други припадници на верските заедници, сексуална ориентација и така натаму. Значи, можам да говорам ако ве интересира повеќе околу начинот на кој Советот се има справен од времето додека сум член јас морам да зборам само во моје име, не во име на другите членови, бидејќи на крајот на краиштата сите си се представуваме самите себе си таму, без разлика што сме дел од Советот. За овие 2 години од мојот мандат ние сме имале минимум 7-8 пати класичен говор на омраза утврден од службите во Советот за радиодифузија, во кој само 2 пати, за жал морам ова да го потенцирам, само 2 пати е санкциониран. Според мене начинот на санкционирање е премногу благ. Видете, од една страна не може Кои се санкциите? Можам да ви ги прочитам ако сакате, ги имам тука санкциите, значи точно, но сакав пред да ви прочитам, сакав само нешто да ви кажам. Значи, не може крајно време, ќе зборам директно за телевизиите, не може телевизиите да се заскриваат зад едно парче пред емисијата во кое се вели
уредувачката политика на медиумот не се согласува со ставовите во емисијата. А во емисијата вие после да имате не знам што, не знам како да се повикува. Медиумот се ослободува од одговорност. Се ослободува од одговорноста, но видете не може да се ослободува на таков начин. Вие како медиум мора да имате предвид, да знаете што ќе пуштите во етерот. Не може со тоа да се заскривате и да велите после па ние не се согласуваме со ставовите во емисијата, а во емисијата вие може да имате класичен пример повикување на не знам, на дека сте предавник или дека треба да ви фали нешто, дека треба да ве снема и така натаму. Филип Медарски, вие се уште не сме работеле во судската пракса во Македонија на предмет конкретен кој го третира овој проблем, говорот на омразата, но сега да ме прашам, може да помогнеме да расчистиме на дилема која често се користи во јавноста, тоа е дека ако се санкционира било кој говор, вклучително и говорот од омразата, дека тоа значи и ускратување на нечие право на изразување, односно редуцирање на слободата на изразувањето. Апсолутно. И тука во секој одделен случај мора да се направи еден баланс. Од една страна имаме слободата на изразување, од другата страна ги имаме правата на другите. Како што налага, впрочем, и праксата на Европскиот суд за човекови права и самата Европска конвенција за човекови права, мора да се направи еден многу деликатен баланс. И во секој одделен случај да се има во предвид фактот дека доколку се санкционира нешто што би било евентуално говор на омраза, се навлегува веќе во слободата на изразување. Затоа прв чекор кон утврдување на овој баланс е регулацијата. Јас повторно малку би се навратил на што го зборуваше Воислав во делот на регулација. Република Македонија по моја оценка е во земјите со една средна регулација, за разлика од земјите со хиперрегулација како што на пример е Белгија, каде што има една низа закони кои што регулираат оваа материја, што дури одат дотаму што имаат посебен закон кој што ги третира на пример кој што забранува да се негира Холокаустот од една страна Белгија, од друга страна земји како Јапонија кои што нема скоро никаква регулатива во делот на слобода на изразување. Македонија има завземено еден среден пат. Значи има кривични дела како што Воислав кажа, меѓутоа можда треба да се доработи тоа и да се водат некои нови кривични дела кои што би регулирале нешто што се случува последните години кај нас. Например, еве конкретно, ние немавме кривично дело со кое што би било санкционирано тоа што се случи во една популарна емисија кога еден водител лепеше слики на некои лица и јавно ги окарактеризираше ваквите лица како предавници. Иако тоа за мене е исклучително опасно поведение, немавме кривично дело кое што врз основа на кое што јавното обвинителство би имало можност да реагира во таква ситуација. Значи можда имаше тука можност за прекршочна одговорност, дисциплинска, етичка одговорност и така натаму, меѓутоа немаше можност да обвинителство класично реагира со иницирање на кривична постапка против ова лице. Поради проблемот е одсуство на законот. Во овој дел, тоа е моја оценка. Да. Во овој дел конкретно за овој случај. Во овој случај беше ние го третиравме тој случај и можам да кажам дека таа беше една од најжешките дебати во Советот за радиодифузија, бидејќи баш колку да биде иронијата поголема, јас само што се вратив од една конференција меѓународна за говор на омраза од Сараево, па кога дојдов како шлаг на се беше таа емисија. За прв пат Советот успеа тогаш да изрече мерка, привремена мерка од 3 дена забрана за рекламирање, што за мене, да не речеме срамно, туку е преблаго. Значи, тоа е начинот на третирање, како се третира говорот на омраза. А тоа беше класичен пример утврден и од службите во Советот за радиодифузија, дека не само еднаш во текот на емисијата, туку мислам дека во проценти, ако сакате, преку 78% од емисијата беше со одговор на апсолутно, со повикување и потикнување. Да, не расчисти, Игор, може да помогнеш од теоретски, академски аспект, зошто и кога не е не значи загрозување на слободата на изразувањето. Се обидувам да расчистиме една дилема која постои во јавноста. Можам да кажам што сакам, бидејќи сега демократи. Точно. Апсолутно, меѓутоа основно либерално правило е дека правото на едниот не може да оди преку правото на другиот. Она што тука кај нас се случува е систематското неказнување на одењето. Бидам адвокат на ѓаволот, што ако кажам за некого, ја мислам ова.
Тоа е моje мислење, мој коментар за него или мислење. Меѓутоа намерата на за... тоа мислење, многу е битна намерата на тоа мислење. Намерата на мислењето кој што го изрекувате е насочено упатува на тоа дека вие насочувате кон, не знам, насилство ако сакате. Поттекнување на негатив на таков тип на негативен стереотип кој што за цела една група од каков и да е тип конструирана таа група е може да предизвика некој тип на насилство. Ова колегата што го кажува за систематското несанкционирање на таквиот тип на говор кој што има таква намера, прави во државата култура на неказнивост, impunity. И таа култура понатаму создава систем во кој што се нормализира говорот на омраза. Наеднаш станува нормален. И ако видите да ги наблюдуваме кои индивидуалци и кои медиуми на пример најмногу го протежираат говорот на омраза, ќе видите тука систем на луѓе и медиуми кои што знаат дека нивното дело нема да биде казниво. Без таа закана за казнивост, без изрекување на построги мерки, таа само ќе цвета. Кога сме кај мерките, само да кажам дека не сакам сите мерки да ги прочитам, мене ме интересира оваа мерка. Значи има повише мерки за кои треба Советот да превземе, меѓу кои и мерката за времена забрана за емитување на програмскиот сервис за период од најмногу 3 месеци. Може да се изрече како прва мерка на повреда на членот 20, 1 и 2, членот 69 и членот 70 на овој закон. Сега, доколку ние се согласиме дека во таа емисија, ја зимам како пример емисијата, утврдено е говор на омраза и тоа класичен говор на омраза, тоа што го кажува и колегата и ние како тело кое треба да ги регулираме медиумите, искачаме со казна од 3 дена забрана за рекламирање, не знам до каде води тоа. Дали меѓутоа тоа не е најблагата казна што е изречена. Многу често е само опомена. Апсолутно има писмена опомена, има писмената опомена со објавување, апсолутно. А писмена опомена не е мерка според мене. Според праксата во Европа, што би требало, кои се санкциите евентуално кои ако може да говориме така, ако се само санкциите тие кои ќе го ограничат или спречат говорот на омразата? Не, санкциите во никој случај не се единствениот метод да се спречи, дури е и опасно да одите само со санкции, треба нели превентивни мерки, треба обуки, за етика и така натаму. Ние не располагаме со истражувања за тоа од колку до колку се движат затворските или паричните казни за говорот од омраза. Меѓутоа и самиот на европско ниво судот во Страсбур одлучува, меѓутоа тој не аменува домашната пракса, туку кажува дали судовите биле во право или не. Тука можеби би можел да го напоменам случајот Делфи против Естонија, кој е случајот пресуда од 10 октомври, кој во многу ја менува праксата на судот, што со сигурност ќе се одрази и во националните законодавства. Што се случило? Делфи е портал за вести. Тој објавува вести како многу наши портали. Како и на нашите портали, таму има место за коментари, каде што читателите оставаат своји коментари. На тој форум читателите оставиле коментари кои биле незаконски, значи предизвикувале омраза. Односно биле еднакви на говор на омраза и како такви биле кривично дел. Самиот провайдер на веб страната сметал дека тој не е оној надлежен кој треба да ги отстранува коментарите, затоа што тој само е како спроводник на коментарите. Меѓутоа, судот во Естонија не се согласил со ова и покрај тоа што коментарите биле отстранети во рок од 6 недели од како се дознало, судот сметал дека самиот провайдер требало воопшто да не ги одобри тие коментари. Не редакцијата на порталот, туку интернет провайдерот? Не, интернет провайдерот исто така може да биде... Кога велите провайдер, сметате на редакцијата на порталот? Сега зборувам за редакцијата, иако и провайдерите понекогаш можат да бидат најдени за виновни доколку се свесни дека има говор на омраза на нивниот веб хостинг, меѓутоа не презимаат ништо. Во овој случај се работи за редакцијата на порталот. Се разбира дека порталот се жалел дека му е ограничена слободата на изразување преку ваквиот начин, меѓутоа
За некого и многу неочекувано, судот во Страсбург кажува дека не смееле воопшто да се најдат тие коментари, затоа што порталот добивал известувања за секој коментар, можел да ги надгледува, можел да прочита за што зборува и требало да ги одобри. Која е казната за овој медиум? Која е изрекол естонскиот суд? Тоа не знам да ви кажам. Меѓутоа, судот во Страсбург утврдува дека естонските судови биле во право кога ја ограничиле слободата на говор за да го заштитат општеството од говорот на омраза. Во рамки на законодавството имаме некои сознанија околу тоа, некои компаративни ситуации, што подразбира санкција на судските системи во земјите со некаква демократска традиција по овие прашања? Вообичаено, значи скоро секаде предвидена парична казна и во исклучителни случаи затворска казна, меѓутоа секаде лимитот на таа затворска казна е релативно низок. Значи не се работи за такво кривично дело за кое што би била пропишана енормна затворска казна, секаде тоа со еден, да речем, низок лимит. Меѓутоа е битно што се регулирани најразлични ситуации на говор на омраза. Значи регулирани се од оние ситуации каде што јавно се повикува на линч, на ликвидација на определени лица, тие се окарактеризираат како предавници и така натаму, до оние најбенигни ситуации, како на пример беше даден пример за Вицови за Муи Хасо на една таква конференција, кој што еден експерт од Америка го утврди дека би можел да се поклопи со некои норми од нивното законодавство, односно да биде санкциониран како вид на говор на омраза. Што значат овие санкции? Реков, земите со како што кажав, за едни... Да се високи санкции или... Не, за овие побенигни ситуации, побенигни случаи, се работи за ниски парични казни. Меѓутоа, за оние најдрастични, најрадикални случаи на говор на омраза се разбира дека се работи за затворски казни. Може би јас би можел да дадам пример. Се случи пред околу 6 месеци во Хрватска, каде председателот на Хрватскиот фудбалски сојуз за еден министер, тоест министер на Хрватска, кажа дека не може, или беше како и да е, се работи за политички функционер во Хрватска кој кажува дека еден србин не може да биде назначен да биде на чело на некоја асоциација затоа што како србин тој не може да води истата. Да, така знам случај. За 6 сати од неговата изјава до неговиот дом пристигнува полиција, го апсат и го носат на информативен разговор. Мислам дека понатаму му беше прекршочна казна доделена. Замислете тоа да се случи кај нас, некој да каже нешто како што имаме ние емисии и да го чека полиција доле пред емисија, тоа се уште не сме на тоа ниво, меѓутоа ова се случува во развиените земји, како што гледаме и во Хрватска, која е најнов член. За мен што му недостасува на Советот за радиодифузија да биде поефикасен? Може би, радиодифузерите не се сега носители на говорот, не се доминантни во таа смисла, веројатно се сега социјалните мрежи, интернетот, каде што... Тоа сакав да го кажам. Значи, трендот сега е на префрлање од телевизија во социјалните мрежи. Знаете каде? Знаете како нема закон кој ќе ги регулира, значи, порталите, социјалните мрежи и сега може сите лесно да искачаме и да пишуваме што сакаме на Facebook, на Twitter, И тоа си останува, значи тоа е феноменот кој у последно време се употребува највише. Некако како да има затишје во телевизиите со говорот на омраза, но тоа се префрлува на социјалните мрежи. Велите што му недостасува на Советот. Па ја мислам дека треба да има измени во законот. Не мора да значи, како што рекоа и колегите преска, дека само со казниви дела ќе можеме да расчистиме со говорот на омраза, но од друга страна знаете како, кога не се казнува и не се санкционира, баш преска тоа го кажа и колегата, тоа станува култура и на некој начин на луѓето им станува им е нормално да слушаат повикување на линч и така натаму, што е класичен говор на омраза. Што му недостасува, уште еднаш ќе се навратам, според моје мислење, итни законски измени за постојаните радиодифузери и малце поголема свест за сите луѓе таму што работат, сметајки, кога велам за сите луѓе таму што работат, мислам пред се на членовите на Советот. Бидејќи службите, ја мислам дека професионално си ја вршат работата. Ова, ако може да се надоврзам околу санкциите и начинот на кој се третираат овие, се третира говорот на омраза, како општеството го прифаќа. Океј, новинарската професија има саморегулаторно тело, има кодекс на новинари, меѓутоа тоа е само едниот дел од проблемот. Би сакал да посочам на пример во кој што едно општество прави преседани во кој што
се овозможува општеството одоздола да го осуди говорот на омраза. Како, например? BNP, British National Party во Британија, излезе со кандидат, председателот на таа партија, Грифит. Излезе на избори и зборуваше, голем дел од неговата поддршка се заснуваше на тоа што тој ги беше нападнал имигрантите во Британија. И тоа се случи во моментот во кој што економската криза фати замав. Значи, зборуваше се на митинзи против различни групи на имигранти. Што направи британското општество? Значи, прво имаше дебата дали тој тип треба да биде внесен во јавниот дискурс на кој да е начин. Меѓутоа, аргументот беше дека тој освоил гласови во парламентот, односно освоил има поддршка, точно. И аргументот беше дека тој треба да биде ставен во јавниот дискурс и преку него да биде деконструиран, разобличен. Го повикаа на Question Time во BBC и наспроти него беа ставени различна хетерогена група на луѓе, меѓу кои и интелектуалци кои што доаѓаат од имиграцискиот слој на земјата. Прашањата кои што му ги поставија беа толку вешто поставени што тој на јавна сцена се избрука себе си. И тоа општество нашло начин како ставајќи го во јавниот дискурс тој што шири говор на омраза, наеднаш губи поддршка. На следните избори BNP не доби парламентарци. Како е вашата оценка? Дали има политичка волја доволно или зашто нема, ако сакате, во Македонија институциите да, зборувам за сите институции, вклучувајќи судската власт, да се спречи тој тренд на ширење на говорот на омраза? Па прв проблем тука по мене е што во јавноста се уште не е доволно обучена да го детектира говорот на омраза, да го осуди и со тоа да евентуално пружи поддршка на институциите да се справат сериозно со овој проблем. Спомнете јавноста, за да биде јавност едуцирана, веројатно повторно топката се префрла за одговорност во институциите кои треба да јавноста да ја едуцираат во таа смисла. Па добро, не само институциите, и дебатни емисии од овој тип придонесуваат да јавноста биде едуцирана во тој дел, значи да може да го препознае како прво, што е најбитно говорот на омраза, за потоа, како што реков, да биде подигнато општото ниво на култура кај таа јавност, за понатаму институциите да можат да реагираат. Кај нас мислам дека ние имаме механизми кои што институциите се уште недоволно ги користат заради тоа што во тој дел немаат не само поддршка, него механизми, кои механизми? Санкциите кои што ги содржат тие прописите кои што стојат на располагање, да. Набројавме неколку кривични дела, значи Воислав каже, јас знам неколку кривични дела од област, меѓутоа не знам за судски постапки водени против евентуални сторители на тие кривични дела. Не знам за судски пресуди за сторители на такви кривични дела. Прво, тука јас го лоцирам проблемот клевета, навреда. Па не би рекол, има посебни кривични дела кои што се малку посериозни, како што е тоа кривично дело, да. Верска, расна, така, предизвикување верска, расна и национална омраза. Тоа е малку посериозно кривично дело каде што е предвидена и затворска казна, или барем беше предвидена затворска казна, и се уште е, да. Таков случај немаме завет на ширење на верска. Па не, до сега, додека сум јас член, немало тоа, но од друга страна, јас и преес како кажав, морам ова уште еднаш да го потенцирам, дека не може веќе медиумите да се заткријат само за едно парче од 5 секунди кои ќе кажат дека не се согласуваат со ставовите кажани во емисијата. Значи, крајно време сите медиуми во Македонија да внимаваат пред се како може тоа така. Значи, главниот одговорен уредник нели ги прегледува претhodно што ќе оди во етерот или не. Која е одговорноста? Чија е одговорноста? Некој мила дека тоа е слободно изразување. Па, ако е тоа слободно на изразување... Воислав, да се вратиме на зошто кај нас не се третира тоа во судската пракса?
Според наше истражување, меѓутоа кој се однесува на злосторство од омраза, во последните 3 години имало 14 такви предмети, меѓутоа злосторствата од омраза злосторства сторени од омраза. Така, меѓутоа тие можат да се сторат и преку говор. Самиот говор е еднаков на злосторство од омраза и како таков е кривично санкциониран. Што значи имало само 15 во последните 3 години. Меѓутоа не можам да ви кажам точно колку од нив се однесува точно на говорот од омраза. Граѓаните ќе се насетат на два многу познати случаи од пред една деценија. Првиот е Руфи Османи, кој е класично осуден за говор на омраза поради повикување на албанското население да се подигне против македонската полиција. Тоа е класичен говор на омраза, тој беше и осуден за тој говор на омраза, покрај другото имаше уште 2 други кривични дела, ја тужеше државата и во Страсбург, меѓутоа не успеа. Вториот случај е говор на омраза во сферата на верските слободи, односно верска нетрпеливост. Предизвикување верска нетрпеливост. Тоа е случајот на Јован Вранишковски од православната Охридска архиепископија. Иако кажав дека првиот случај со Руфи Османи е класичен, за вториот ние не се согласуваме дека се работеше за говор од омраза, затоа што Јован Вранишковски беше осуден затоа што тој проповедал друга вера или друга црква и со тоа предизвикал гнев кај припадниците на православната црква. Всушност и тој е дел од православната црква. Тие два познати дела, случаи, меѓутоа има и други, како што е например палењето на македонското знаме, иако не е говор, е предизвикување на национална, еден вид на можеби не говор вербален, како што не е говор ниту пишаниот коментар на интернет, меѓутоа е еден вид на омраза. Во тој случај исто беше во најголем број од случаите. Но законот познава, значи, верска, расна, национална. Тие се трите основи содржани и група на поединци кои не мораат да бидат припадници на вера, раса или нација. Тоа мислам дека е еден од проблемите на нашиот закон. Значи, повеќето случаи каде што може да се детектира овој говор на омраза последниве години не се насочени кон етникум или раса или вера и така натаму, туку кон определени општествени групации. Еве пример, многу често се користи терминот соресоиди во погрдна смисла. Соресоидна групација. Тука е прашањето дали евентуално нема говор на омраза. По мене, во определени случаи има говор на омраза и тоа би требало да биде санкционирано. Меѓутоа е проблем што законот не го препознава. Кривичниот законник нема таков механизам, нема такво кривично дело. Да, постоечкиот не го препознава тоа како говор на омраза. Тука евентуално би била потребна интервенција со цел тоа да се измени и да се добие инструмент каде што би можело да се реагира за тоа. Да. Прашањето ако ми текнува добро би беше дали има политичка волја за па вака е ви еден пример, класичен пример, доколку на спортски надпревар една групација повикува кон нетрпеливост кон другиот етникум, а во самата сала е присутен председателот на држава и утре на прашањето кога му поставуваат прашање дали го слушнавте, дали ќе го осудите говорот на омраза, он вели јас такво нешто не слушнав. Значи, според мене тоа е толку цинично и толку безвезно, дури и перверзно, така да тука доаѓам до заклучокот дека апсолутно на вашето прашање нема политичка волја да се реши. Дилемата е повеќе дали постои, да речеме, политичка елита која не е способна да го препознае или не сака да го санкционира. За тоа е исто прашање. Дали го користи дали се користи во политички цели? Апсолутно дека се користи во политички цели. Говорот на омраза има политичка функција. Апсолутно. Во приказката. Добро, не секогаш. Не секогаш, например, барем кај нас. Навивачите многу не се го користат тој говор на омраза во искажување на емоции, нели? Но не тоа можеби потоцно да се инструментализира во битно но има тука еден проблем, само извини секунда, доколку тие навивачи се финансирани од владата и утре никој не го осудува тој начин на навивање. Во таков случај се согласувам, но кога не е таков случај, велам, да. Битно е што тоа политичарите прават. Во моментите кога беше нападнат центарот на ЛГБТ во Скопје,
кој политички актер излезе тоа да го осуди на начин на кој што ќе ја подигне свесноста за таа конкретна група. Кога станува збор за овие за навивачките групи, минатата година ние направивме цело истражување за тоа како медиумите ги покриваат настаните поврзани со спортските настани во овој случај и утврдивме дека има огромно количество на етноцентризам, стереотипи кои што се шират преку медиумите. И во тој случај се што политичките актери направија е игнорирање на тој случај. Меѓутоа ќе упатам на еден случај поврзан со владините реклами. Ако се сеќавате, ако направиме визуелна анализа на една од тие реклами, во која што се појавува македонското знаме во публиката, додека тече македонската химна, сите стануваат освен еден човек. Визуелно тоа во рекламата беше представено на тој начин што македонското знаме беше искинато на некој начин и повикува на унифицирање. Сите мора да се конформираме на идејата која што е наметната како норма во тоа едно општество. Сакам да кажам дека владата во тој случај, владината реклама е директно одговорна за конструирањето на наратив во кој што говорот на омраза ќе биде нормализиран, односно ќе се перцепира како нормален. Тој упатува на тоа дека секој поединец, индивидуалец во оваа држава мора да стане на химната без оглед на тоа во што он верува. Ако направиме компарација, Civil Rights Movement во Америка, со американското знаме се испраќаат различни политички пораки кои што можат во Македонија на пример да се толкуваат како говор на омраза. Меѓутоа мора тој тип на критика ние да ја овозможиме кон официјалната приказка за нацијата. За крај, Војслав и Филип, да ве прашам, што на македонското законодавство му фали од она што е европска пракса и пракса на судот за човекови права во Страсбург? Најпрвен му фали сеопфатна анализа која е нашата потреба. Дали можеби да вметнеме одредби во посебни закони кои ќе се однесуваат на говорот на омраза или можеби треба да донесеме еден закон кој ќе биде генерален за говорот. Кои се препораките на Советот на Европа во тоа смисла? Препораките се дека треба да воведеме соодветна регулатива со кој што би биле офатени сите случаи на говор на омраза, се многу генерални. Значи тие не викаат тие не викаат дека ние треба да донесеме посебен закон или да интервенираме во кривичниот законник и така натаму, туку треба да го санкционираме, да определиме санкции за говорот на омраза. На кој начин тоа ќе го сториме до нас. Сега, нашиот законодавец треба сериозно да размисли дали тоа ќе го стори со интервенција во кривичниот законник, со донесување на евентуално посебен закон, можда да е тоа најдобро системско решение, каде што во еден закон би биле третирани сите видови на говори на омраза и би биле санкционирани. Каде што би се тргнувало тие, како што реков, најблаги случаи, би биле предвидени помали парични казни до оние најсериозни случаи, каде што би биле предвидени сериозни затворски казни. Значи, може би е тоа решение за проблемот. Војслав? Да, тоа е, точно е. Такви се препораките. Ние самите треба да го најдеме најдобриот метод кој ќе одговара за нас. А во случајов ако индивидуалец не е група, тој како се разграничува дали е жртва на говор на омраза или на клевета и навреда, што сега постои во кривичниот, во граѓанската. Па еве, јас би рекол дека се разграничува на тој начин, битни се два критериуми. Намерата на оној што говори, што изнесува нешто, дали тој има намера да го наклевети, да наштети на честа и углед или пак да предизвика реакција на средината насочена кон тоа лице. И второ, објективната опасност да средината реагира кон тоа лице. Не мора да се работи за оние најекстремни случаи на ликвидација, него не знам, вербално да реагираат кон него другите поединци, да го осудат, да го сатанизираат и така натаму. До оние да речам, жестоки случаи на реакција, каде што има физички напади и така. И добро за крајот од оваа емисија да ја слушнеме изјавата која во рамките на проектот ние овозможи судиката од Македонија во Европскиот суд за човекови права во Страсбург, господјата Мирјана Лазарова Трајковска. Незамисливо е добро функционирање на демократските процеси без плурализам, толеранција и широкоумност. Толеранцијата се гради преку дејствие на државата во делот на човековите права
но и преку активности на поединци како морални придвижувачи кон плуралистичкото окружување. Толеранцијата не значи индиферентност, туку почит, отвореност, солидарност и комуникативност. Нетолеранцијата, преточена преку говорот на омраза, раѓа страв, неизвестност, а неретко и води кон насилство. Пристапот на судот во Страсбург во однос на проблемот со говорот на омраза се темели на заштитата на еднаквоста и достоинството на сите граѓани. Уште од времето на пресудата на Хендисайд против Обединетото кралство, судот посочи дека слободата на изразување не значи само право, туку значи и многу обврски и одговорности. Подоцна, во пресудите на Ербакан и Юндус против Турција, судот нагласи дека, како принцип, може да се смета необходноста во одредени демократски општества да се санкционираат или дури во одредени моменти и да се ограничат изјавите кои што шират, пропагираат, поттикнуваат или пак промовираат омраза која што дегенерира од нетолеранција. Во судската пракса идентификувани се бројни форми на говор на омраза, како што се ксенофобија, расизам, антисемитизам, понатаму дискриминација на малцински групи и емигранти, агресивен национализам или хомофобија. И покрај честата употреба на терминот говор на омраза, не постои општо прифатена дефиниција за говорот на омраза. Судот, разгледувајќи ги предметите поврзани со говорот на омраза, не поаѓа од класификациите кои што ги утврдиле државите и националните судови, туку поаѓа од конкретните околности на случајот, контекстот на конкретната изјава и особено од последиците кои што ги предизвикала таквата изјава. Така, например, во предметот на Шурек, судот утврди дека иако на национално ниво жалителот бил изложен на сепаратистичка пропаганда и тоа дело како такво било квалификувано, сепак за судот се работеше за говор на омраза. Судот нагласува повеќе пати дека ако контекстот на изјавата и во врска со конфликт, ако се работи за настан од тензична природа или пак се однесува на особено ранлива група на лица, медиумите би требало да бидат особено чувствителни и предпазливи. Во такви ситуации, новинарите, политичарите и другите гласноговорници понесуваат посебни одговорности и должности, бидејќи тие можат да станат средство за ширење на говорот на омраза и насилство. Судот разви два пристапа во врска со говорот на омраза, од кои едниот е покарактеристичен за првите години од работата на судот и врзан е со примената на членот 17 од Конвенцијата, која што подразбира забрана од злоупотреба на слободите и правата утврдени во Конвенцијата. Вториот пристап е поврзан со ограничувањата утврдени во членот 10 став 2 од Конвенцијата. Бидејќи слободата на изразување сама по себе не представува цел, туку средство за воспоставување на демократско општество, судската пракса покажува дека не е дозволиво групи или поединци да се повикуваат на правата и слободите загарантирани со Конвенцијата за да нарушат други права и слободи утврдени со оваа Конвенција. Со други зборови, онаму каде што владее слободата на изразување, нема место за говорот на омраза. Тоа беше студиката Мирјана Лазарова Трајковска и благодарам за оваа изјава и на крајот уште да им се заблагодарам и на моите гости, уште еднаш Филип Медарски, адвокат, заменик креатив член на Советот за радиодифузија, Воислав Стојановски, член на Хелсиншкиот комитет и Игор Мицевски, професор во Високата школа за новинарство. Ви благодарам за вниманието и до гледање до наредното издание и наредната дебата во рамките на проектот Безомразно на Македонскиот институт за медиуми, а поддржан од амбасадата на Обединетото кралство.